Ова издание. Нееднаква распределба на вакцини. Богатите земји имаат вишок, сиромашните се уште чекаат поголеми количини. 300.000 административци во Њујорк по 18 месеци работа од дома се враќаат во канцелариите. Потенцијална опасност. Неексплодирани гранати од Првата светска војна низ националниот парк Галичица. Останете со нас. Ке ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Никола Крстик, а ова е гласот на Америка на македонски јазик. Ангела Меркел се повлекува од функцијата германска канцеларка по 16 години. Според првичните резултати од вчерашните избори, социјалдемократите освоиле 25,7% од гласовите, додека Христијанско-демократската унија на Меркел 24,1%. Продолжуваме со друга тема. Светската здравствена организација предупреди дека земјите со ниски примања се уште немаат доволно вакцини и ги повика богатите нации да достават повеќе дози. Генералниот секретар на Светската здравствена организација повторно предупреди на недостигот на вакцините во земјите со ниски примања. Глобално 5,5 милиарди вакцини се распределени, но 80% завршија во земјите со средни примања и во богатите земји. Тој рече дека и покрај разговорите за важноста од достапноста на вакцините ширум светот, досега се преземени малку напори за справување со недостигот во сиромашните земји. High-income countries have promised to donate more than 1 billion doses. Богатите земји ветија дека ќе донираат повеќе од 1 милиарда дози, но досега се доставени само 15% од ветеното. Производителите ветија дека ќе дадат приоритет на програмата COVAX и на сиромашните држави. Не сакаме повеќе ветувања, сакаме вакцини. Заклучно со минатиот месец, САД донира повеќе од 110 милиони дози во повеќе од 60 земји во светот. Генералниот директор на СЗО се противи на засилувачи на вакцините за здрави луѓе, повика на продолжување на мораториумот за трета доза по рокот во септември. Во меѓувреме Израел стана прва држава која нуди трета доза за лица над 60 години. Оваа земја ја прошири програмата за здравствените работници и жителите над 40 години. Среќна сум што отворија можност за дополнително вакцинирање над 40 години. Се радувам на тоа. Претходно и Франција им понуди на жителите над 65 години и оние со постоечки сериозни здравствени проблеми. Сисли Татуген, студентка по медицина која помага во процесот на вакцинација во аптека во Париз, објаснува. Со текот на времето има намалување на стапката на антитела меѓу луѓето кои што се вакцинираа през 6 месеци и затоа сакаме да им дадеме нова доза да ги зајакнат антителата, како што направивме за оние кои се во ризична категорија, лицата со слаб имунитет и постари лица со постоечки здравствени проблеми. Канада и Франција веќе најавија кампања за трета доза на вакцини против COVID-19. Речиси сите 300.000 вработени во установите во јавните предпријатија во градот Њујорк се враќаат во канцелариите по 18 месеци работа од дома. Сепак, не сите сакаат да го направат тоа. Работата од дома или работата од далечина заврши за повеќето вработени во Њујорк. Тие сега мора лично да се појават на работа, но не се сите воодушевени. Немавме доволно време да го реорганизираме целиот живот, животот на нашите деца. Нашите деца почнаа да учат и мислам дека придобивката тука го надминува ризикот. Но за нас да се вратиме во канцеларија нема придобивка, зашто генерира поголема изложеност за нашите деца кои не се вакцинирани во овој момент и тоа е страшно. Колешката на Ешли Фаерстоун, Клаудија Арзено, исто така е разочарана. Не ни беше дадено доволно време да се подготвиме за ова. Не ни беа дадени опции. Тоа беше се или ништо. Воопшто немаше опција за работење од дома. Нема флексибилност и не ни е дадена вистинската причина за тоа. Градоначалникот на Њујорк Бил де Бласио инсистира дека одлуката за враќање е оправдана. Време е сите да се вратат тамо каде што може да ја завршат најдобро работата, а тоа е во канцеларијата. Фаерстоун го подсетува градоначалникот дека градските службеници биле фалени за нивната работа во последната година и пол. Работиме многу ефикасно од дома веќе 18 месеци. Го водиме градот, го одржуваме во живот и ни кажаа дека сме завршиле одлична работа.
Ивет Сантиаго, која раководи со градскиот оддел за поддршка на стари лица, вели дека се обидува да се прилагоди на новата реалност. Има повеќе гужва во канцеларијата, што е добра работа, но исто така чувствувам притисок да носам постојано маска, што е навистина клаустрофобично за мене. Работата во канцеларија сега е поинаква. Друг вработен пак вели дека не е голема работа, иако има работи што не му недостигале додека работел од дома. Сообраќајот до и од дома. Но се навикнуваме на работа од дома и сега се работи со многу луѓе, со стравот од бактерии и вируси, тоа е тешко. Отворени се и јавните училишта што примија околу 1 милион ученици од градот Њујорк, за разлика од некои училишни области низ земјата кои нудат опции за настава преку интернет. Њујорк Сити оваа година не дава избор. А во Националниот парк Галичица има големи количини неексплодирани гранати од Првата светска војна и од Балканските војни. Деминирањето на теренот би бил долг и тежок процес. Мики Трајковски јавува од Охрид. 20 на експлозии кои се случија поради активирањето на неексплодирани гранати и други убојни средства од Првата светска војна и Балканските војни го отежнуваа гаснењето на пожарот наодамна на планината Галичица кај Охрид. Делувањето како од земја, така и од воздух со помош на армиските хеликоптери беше повеќе од ризично, па се чекаше поволен момент за тоа. Многу често ги среќаваме, значи тоа има многу такви неексплодирани гранати кои што се распространети малтене на целата наша планина. Секако дека гранатите се опасни, неколку пати ние имаме пријавено, значи сме нашле по неколку гранати кои биле блиску до пристапен пат. Од овде поминувал така наречениот Јужен фронт, за кој се предпоставува дека зад се оставил големи количини на вакви гранати. Од Националниот парк Галичица велат дека најдобро е планината да се исчисти. Сепак ќе биде тешко тоа да се направи во целост. Значи, ако не се исчистиле тога, сега нивното чистење е потешко. Бидејќи е огромна површината на која имат. Значи, од границата со Република Албанија, па внатре во територијата на Република Македонија, правиме муавет за површина од неколку илјади хектари. Добар дел од нив се наоѓале на повисоките делови од планината и на непристапни терени, покриени се и со вегетација. Јас разговарав и со професионалци од Дирекцијата за заштита и спасување, кои што според нивните проценки би требало сите деминери од Македонија кои ги имаме во моментот да работат секојдневно 40 години со надеж дека можеби тогаш ќе може да дискутираме за чиста територија. Слична ситуација имаше и за време на големиот пожар која зафати планината во 2007 година. Тогаш бројот на експлозии беше многу поголем. Тие се таму веќе 105 години. За среќа до сега немало ни еден несреќен случај. И покрај ова, последните години се поголем е бројот на љубителите на планина која посетуваат Галичица. Апелите се луѓето кога ќе најдат на ваква направа да не ја допираат, туку само да ја заобиколат. Меѓутоа, секое придвижување нивно може да предизвика експлозија, бидејќи тие се внатре херметички затворени, едноставно барутното полнење и можеби и самата запалка се уште исправни, активни и може во секој момент да се активира. А пиротехничари од Дирекцијата за заштита и спасување веќе отпочна акција за нивно уништување на опожарениот дел на Галичица. Истите ќе бидат уништени во лице место. Пошто тука е безбедно, нема население, нема значи објекти една друга. Ова ќе биде почеток на една од акциите што се планирани. Пиротехничарите ќе остават и некои символи, значи дека тука е расчистено. За сега никој не може да каже колкава е бројката на вакви неексплодирани гранати. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. И тоа е се за ова издание. Се гледаме повторно утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.